Во ова вклучување го посетуваме дежурниот педиатриски пункт во рамките на поликлиника Битпазар, јавна здравствена установа Здравствен дом Скопје. Разговараме со педијатар доктор Каролина Ристова Стефанова. Разговараме за тоа како помине изминатиот викенд. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и вашите гледачи. Со оглед на тоа дека сме во дежурен пункт, како помине изминатиот викенд во поглед на дежурствата? Како и до сега, впрочем, во сите изминати викенди и овој викенд бележиме доста зголемен број на приледани дечиња. Нормално лето е, се случуваат чести инфекции, така да и зголемен ни е бројот, меѓутоа и во текот на работните денови, бидејќи ова е дежурен пункт во рамките на Здравствен дом Скопје, кој што работи во текот на ноќните часови, тргнувајќи од 19:30 па се до 07:30 часот, така да бројот на приледани дечиња ни е зголемен, како во рамките на викендите, така и во преку неделата. Со тоа фактички се оправдува целта за постоењето на овој пункт, а тоа е да се намали приливот на дечиња кон детската клиника и детската болница Козле. Со оглед вашето искуство, очекувани се веројатно некои состојби, но ајде, зашто најмногу бараат преглед родителите? Летото е период кога навистина очекуваме да имаме намален број на болести, меѓутоа знаете како болестите и вирусите не мируваат и во текот на летниот период, така да покрај оние горно респираторни инфекции, секако стомачните вируси ни се на прво место. Најчесто ни се случува, се жалаат дечињата на мачнина во стомаче, болка во стомаче, нагони за повраќање, евентуално некои течни столици, некоја фебрилност. Меѓутоа, она што е најбитно, родителите мораат првично во домашни услови да се потрудат сето тоа да им помогнат на своите дечиња, употребувајќи раствори од електролитен тип, пробиотик, но она што сепак сакам да нагласам дека опасноста од дехидрација навистина е голема, посебно кај доенчињата, тоа ни е највулнерабилната група на дечиња, доколку осетат дека детето е поспано, не сака да внесува течности преку уста, во таков случај треба веднаш да се упатат во најблиската здравствена установа. Секако во летниот период она на што најмногу треба да внимаваме и зашто ова ни се случува, секако е одржување на она општа и лична хигиена која што е многу битна, односно мење на рачињата после секоја одење во тоалет и пред јадење, мење на храната, на овошјето со свежа вода и она што посебно сакам да нагласам е дека одењето, на некои летни дестинации, пиењето на вода од локални чешми каде што не знаеме дали има забрана или не, сето тоа доведува до соодветни инфекции кои што потоа треба да бидат третирани, меѓутоа не се само стомачните вируси, ние често имаме и алергии во текот на летниот период, дали се тоа алергии од сонце, затоа обавезно мора да се почитуваат препораките, да не се излегува надвор од 11 до 17 часот, да се носат заштитни капчиња, научарчиња и секако заштита од сонце со соодветни заштитни креми со заштитен фактор. Да ги споменеме и базените како едни од најпосетувани, со оглед на тоа дека бараме спас од горештиниве. Да, знаете како немаме дежурство каде што нема да ни дојде детенце кој што ќе се жали на болка во увце, ќе се жали на чешање, црвенило во очињата, затоа заштитата со соодветни капчиња и научарчиња е многу битна во овој период и секако пак ќе нагласам, без разлика што тие се нели во вода, сепак температурата надвор е многу висока, треба да се внимава баш во најтоплиот период да не ги посетуваат базентите. Благодарам, сакам на крајот да го завршам само разговорот со оглед на тоа дека ги споминавме летните дестинации, патување кои што се во полн ек. Патна аптека. Што е тоа што е најнеопходно да го носат родителите со себе? Многу интересно прашање и морам да кажам дека најчесто на секоја дежурство родителите прашуваат одиме на одмор што со себе да понесеме. Прво и основно да не ја заборават својата хронична терапија. Таа доколку детето ја користи, таа ни е најбитна. Секако со себе да понесат некое средство за намалување на температурата, за болка, дали е тоа од парацетамолски или ибупрофенски тип, обавезно да земаат со себе некој раствор од електролитен тип, пробиотик, евентуално некои средства локални за нанесување пред и после убод од инсекти, некој орален антихистамински препарат во случај на некоја алергиска реакција, евентуално некој дезинфекционно средство, некој фластер,
Тоа е и секако да не заборавиме топломер со себе, затоа што најчесто родителите го забораваат сето тоа аки им притреба на вистина. И секако да не заборават креми за заштитен фактор. Најбитното. Да, ви благодарам, посакувам со лесна работа. Ви благодарам. Од поликлиника Битпазар, од дежурниот педиатриски пункт се одјавуваме во ова второ вклучување.